На 30 годишна возраст згаснува животот на младата револуционерка од селото Русилово Воденско. Меѓутоа, нејзиното дело одекнува во натамошните текови од борбата за слобода на македонскиот народ. Па таа и нејзиното дело и натаму е присутно меѓу своите сограѓани. Ликот и делото на Мирка Гинова и до денес трае и се почитува. Незините сограѓани ги продолжуваат незините идеали, македонскиот народ да биде слободен, да живее се подобро. Затоа тие во незина чест секоја година на денот на незиното загинување евоцираат сеќавања и го величаат незиниот придонес во сеопштата борба за слобода. Примерот на Мирка Гинова е убав, би рекол и најубав патоказ и за нас, а особено за младите, како треба да се бори за својот идентитет, како треба да се бори за правата на човекот. Мирка животот го положи, не жалејќи го, само за опстанок, односно за слобода на македонците во егејски дел на Македонија. Името на Мирка кај нас и во сеќавањата, но и во програмите што ги изработува Сојузот на Сдруженијата на македонците од егејски дел на Македонија, во кој членуваат 8 здруженија, е на прво место. Реков и посеќавање, но и програмирано. Значи нема година кога не се одбележува денот на погибието на Мирка Гинова. Годината што помина, 2006, беше една од најзначајните наши активности. Низ цела Македонија, па би рекол и пошироко, кај нашите и во источноевропските земји, кај што постојат работа здруженија на македонците од егејски дел на Македонија, да ги спомнам Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, Романија, па и Бугарија, а да не зборувам дека постојано е во активностите присутна и на здруженијата во Австралија, во Перт, Аделаид, Мелбурн и Камбера, како и во Торонто, во Канада. Во годината што помина, ево ќе спомнам само во нашата република, во Македонија, беа одржани неколку манифестации посветени на Мирка. Можеби една од најзначајните да истакнам подигањето на откривање на спомен биста на Мирка во Битола, со огромна помош и на Сојузот на борците, и на Републичкиот одбор, но и на одборот во Битола. Би рекол, тука сепак најголема заслуга има председателот на Републичкиот одбор Пановски, но и организацијата на нашите млади, на потомците од егејски дел на Македонија во Битола. Биста која ќе остане, се разбира, како еден белег од 60 годишнината од погибието на Мирка. Се наоѓаме пред спомен бистата на Мирка Гинова. По иницијатива на Организацијата на македонците потомци од егејскиот дел на Македонија, а со реализација на Боречката организација на Македонија и општина Битола, 2006 година, 90 години од роѓањето на Мирка Гинова и 60 години од погибието на Мирка Гинова, се ја отворивме ова спомен биста. Нашата организација ги одбележува сите историски настани места и личности од единствената историја на Македонија и на македонскиот народ, па така и во нашата програма секоја година на 14 јули го одбележуваме тој трагичен настан од 46 година, свирепото убиство на Мирка Гинова. На 50 годишнината од смртта на Мирка Гинова и промоцијата на книгата за Мирка Гинова во Битола, на промоцијата промотор беше Тодор Симовски, автор на книгата Ташко Муровски. Нашата организација ја организира таа промоција и се случи на трогателна средба. Од присутните во салата излегува човек и му приоѓа на Ташко Муровски и на Тодор Симовски и вика, јас сум брат
му на Мирка. Трогателно нешто, се загрлија двајцата, фатија да плачат и Тодор Симовски за прв пат им кажа на некој од првите роднини на Мирка Гинова дека во февруар месец зимата во некоја акција долу во Егејска Македонија во покретот Тодор малце слабичок и Мирка Гинова им го подалира джемперот на Тодор Симовски. И до ден денес джемперот од Мирка Гинова е во семејството кај Тодор Христов Симовски. И на крајот сакам една чест да кажам своја, значи во свое име, дека имав прилика пред 3 години да престојувам во нејзиното село на Мирка Гинова, односно селото Росилово, и таму да ја побарам нејзината куќа, се разбира, уништена, стара, само цигли оставени. И како спомен на тоа имам и две слики, фотографии од престојот до селото. Јас се сретнах со селаните, тие по-старите. Сите тие беа горди дека има таква девојка од селото Мирка Гинова и секогаш кога зборувам за неја сум многу возбуден. Ми се даде можност, тука имаше исто комеморација, но јас бев баш таму на местото, се поклонив кај што беше Мирка стреля на војни Зебардан. И тој ми беше последен поздрав, што и го дадов на Мирка, зашто јас не знам до кога ќе видам кај неа. Ќе живее името на Мирка Гинова и преку нејзините внуки во Битола. Нејзиното име ќе го носат и училишта и други институции. Зашто убавата и храбра револуционерка стана вистински синоним на народен борец, кој посакуваше права, еднаквост и подобар живот за сите, а особено за својот напатен македонски народ. А песните што за неја зборуваат дека нејзиниот лик и нејзиното револуционерно дело вечно ќе живеат. Чепската планина, долу во ливадите, пивко Мирка си заспала, страшен сон си сонувала. Полнок им пристигна вторачета комесари, гласот Мирка им го слуша. Одма Мирка се разбуди. Рака пиштол држи, с десна другари поздрава. Добро дошле, мили браќа, вие борци за слобода.
другарке.